6 столба и 1198 проекти. Ова се бројките од програмата наречена платформа со која ВМРО ДПМН ќе бара поддршка на парламентарните избори. Лидерот Христијан Мицковски вечерва час и половина ги представуваше проектите од областа на економијата, борбата со корупцијата, здравство, социјално образование. Линеарно зголемување на пензиите за 5000 денари во првата година, намалување на невработеноста за 7,5%, нови 55.000 работни места, ниска инфлација. Мицковски најави формирање на нови министерства, но и намалување за 10% на институциите. Како клучна промена го представи намалувањето на бројот на претениците за 1/4. Очекувам дека ниту една политичка партија, бидејќи декларативно сите се залагаат за намалување на трошоците, за кратење на трошоците, да работат во интерес на граѓаните, еве една можност да ова биде последниот состав на македонскиот парламент со 120 пратеника, веќе од следниот да имаме парламент со 90 пратеници. Следно, кое што е многу важно, а кое што најголемиот дел од политичките партии го бара, а тоа е Македонија како една изборна единица. По програмата на ВМРО ДПМН се предлага и распуштање на судскиот и советот на јавните обвинители, но и проверка на имотот на судиите и обвинителите. Распуштање, а понатаму формирање на истите врз основа на вистински критериуми кои што ќе значат заштита на правдата, а не октроирани обвинители и судии кои што имаат за цел да штитат разни политички центри на влијание или разни бизнис центри на влијание. Во текот на денот низ повеќе дебати и партиските функционери ги презентираа и анализираа проектите. Најавија дека доаѓа крај на попусливата надворешна политика, но и дека полноправното членство во Европската унија и негувањето на стратешкото партнерство со САД остануваат меѓу клучните приоритети. Упатија и критики за програмата на СДСМ. Вчера најавија програма дека ќе направиле нови 900 километри автопати. Да, смешно е, но 900 километри автопати ќе направиле. Да ве подсетам. Овие 7 години 1 километар немаат завршен. 1 километар, оне ке блаци уште се мача да го завршат. Ниту еден автопат, 7 години. А сега ќе направиле, замислете, 950 километри нови автопати. Почитувани граѓани, сите што не гледат, лажат, сушат. ВМРО ДПМН следната недела ќе ги финализира листите и коалициите. Од партијата досега открија дека Мицковски ќе биде носител во првата изборна единица, Мисајловски во двојката, Ковачки во тројката, Николовски во четворката, Сајковски во петката и Стојановска во шестката.